Високи представници на администрацијата на Бајден го повика израелскиот министер за одбрана да се откаже од плановите за инвазија на градот Рафа во јужниот дел на Газа, каде што се засулнети повеќе од 1,4 милион палестински цивили. Мартин Николовски од Гласот на Америка во Вашингтон ексклузивно за македонската телевизија се јавува од Белата куќа. Мартин, дали на повидок се американско-израелски тензии поради однесувањето на Израел во појасот Газа? Марина, добро вечер од дождлив Вашингтон, од Белата куќа. Тензи очигледно има и тоа веќе е проблем за американскиот председател. Бајден во време на предизборна кампања нема друг избор туку да се дистанцира до некоја мерка од Нетањаху. Голем показател за тоа е што во понеделникот САД абстинира од гласањето во Обединетите нации за резолуција со која се бара итен прекин на огнот и ослободување на заложниците што ги држи Хамас. Тоа е голема промена од безусловната поддршка за Израел, што САД досега ја покажуваа и за вакви резолуции беа отворено против. Советот за безбедност сега ја има усвоено резолуцијата. Сепак и американскиот секретар за одбрана Лојд Остин и државниот секретар Ентони Блинкен ја потврдија поддршката на САД за правото на Израел да се брани, иако ставаат додавка на овие изјави дека се против планираната копнена офанзива во Рафа од страна на Израел. Безбедноста на палестинските цивили во Рафа е главен приоритет за Соединетите држави. Ќе разговараме за алтернативни пристапи за таргетирање на елементите на Хамас, рече американскиот секретар за одбрана Лојд Остин. Израелскиот премиер од своја страна инсистира дека целта за тотална победа против Хамас не може да се постигне без да се влезе во Рафа, каде Израел вели дека има 4 баталјуни на Хамас составени од илјадници борци. Мартин, кои се барањата на Израел? Марина, Израел би сакал да се забрза испораката на оружје во нивната држава, не само за офанзивата во Газа, туку и за да се подготви за понатамошна ескалација на северот на земјата со Хезболах во Ливан. Според Брајан Финукане, висок советник на американската програма во меѓународната кризна група. Соединетите држави му обезбедуваат на Израел 4 милиарди долари годишно помош, вклучително и 3,3 милиарди долари, што Израел мора да ги искористи за купување на американско оружје. Не е јасно дали Израел ќе ги послуша САД да дозволи непречена хуманитарна помош до Газа. Кои се следните потези на председателот Џо Бајден, исто така не е јасно, особено среде протестите и барањата, тој да ја прекине поддршката за Израел. Марина?